Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Драги слушатели, здраво! Како сте? Јас сум одлично, од причина што сум во одлично друштво, тоа сум заедно со вас. Може би се запрашувате какви содржини ќе има во ова издание. Па ви предлагам да се дружите заедно со мене. Во моменти кога сакаме да го промениме нашиот живот на подобро, да бидеме поуспешни, посреќни или да започнеме од почеток, не знаеме од каде да почнеме. Немаме план, немаме идеи, нашите мисли ни лутаат насекаде. Но она што е важно е дека сакаме да започнеме нешто ново. Секој од нас во блиското или подалечното минато доживеал некаков, според нас, неуспех. Дефиниран неуспех. Било од аспект на кариерата, меѓучовечките односи, здравието, непријатни случаи, спомени и така натаму. Во тие мигови на незадоволство и фрустрација не гледаме ништо друго, освен преодлетувањето на негативните мисли во нашиот ум. Дали некогаш сте се запрашале дали има нешто позитивно во таа ситуација? И знам, ќе речете, нема такво нешто. Но, драги мои, има. Верувајте дека има. Од сета таа негативна ситуација ние гледаме сета позитивност. Односно, што имаме, што поседуваме, што сме научиле, а што не, докаде сме стигнале и постигнале. И не е се така црно. Тоа се вика благодарност. Да се биде благодарен. На што сте вие благодарни во овој момент? Размислете. Што сте добиле во изминативе години, во изминатиот период, било тоа да се финанси, кариера, семејство, пријатели, радосни моменти, знаење, некои настани кои ви оставиле впечаток, може би ви инспирирале. Средината, природата, може би сте го запознале Бог што живее во вас. Верувајте, има многу работи за кои може и треба да се биде благодарен.
Веќе го спомнав минатото како збир од сите наши искуства и доживувања. Минатото колку што содржи убавени, толку може да има и непријатни спомени. Токму од таа причина минатото треба да остане минато, а ние од време на време минатото упорно го имаме како постојан гостин во сегашноста. Му удоволуваме, ги проживуваме повторно и повторно истите мигови. Едноставно како да живееме во минатото, а не во сегашноста. Затоа, да се ослободиме од прангите на минатото. Ако го влечкаме минатото со нас постојано, како ќе создадеме услови за успешна кариера, нови пријатели и за секоја цел која што сме ја зацртале? Мислите дека е возможно тоа? Не би рекла. Ќе ви дадам еден пример за невозможноста да функционираат минатото и сегашноста од следнава поучна приказна. Една учителка побарала од учениците да донесат во вреќичка по неколку компири. И на секој компир да го напишат името на човекот и нештото што го мразат и презираат. Кога децата тоа го направиле, учителката им дала и друга задача, односно таа вреќичка со компири да ја носат постојано со себе. Каде и да одат? 2 седмици. Учениците тоа и го сториле. Меѓутоа, веќе после некој ден почнала да се шири непријатна миризба од вреќичката, бидејќи компирите почнале да се расипуваат. Колку повеќе време поминувало, толку мирисот станувал неподнослив. Кога ја завршиле задачата, учителката ги запрашала учениците како се чувствуваат. Цело време додека ја носат вреќичката со компири. Децата почнале да се жалат како им пречи, за некој од нив била претешка, а на сите им пречел непријатниот мирис кој се ширел од муфлосаните компири. Тогаш учителката им го кажала следново: како што вие се чувствувавте за време на задачата, исто така се чувствува и вашето срце спрема луѓето и нештата што ги мразите. Во вашето срце секогаш ќе има тежина, секогаш нешто ќе ви тежи и ќе ви создава немир. Од вашите срца ќе блика омраза и непријателство исто како што смрдејата се ширеше од вреќичката со расипани компири. Ако не сте во состојба 2 седмици да ја носите вреќата со трули компири, замислете како име на оние луѓе кои целиот свој живот во своите срца носат омраза, злоба, фрустрација, незадоволство, тага и така натаму. Во тоа срце исполнето со лоши емоции, едноставно никогаш нема место за љубов. Па, драги мои, би го носели ли се уште минатото со вас? Контекст на ова ќе ви дадам уште еден пример. Што правиме кога е лад, кога е зима? Се облекуваме повеќе, ставаме слоеви облека. Можеме ли толку слоеви облека да носиме кога времето е топло? Сигурна сум дека никој не би издржал. Тоа се премногу слоеви кои создаваат непријатност, тежина, товар. Ако ги споредиме тие слоеви облека со мигови од минатото, дали би издржале? За да направиме позитивна промена, потребно да се сакаме себе си. А во тоа вклучува и оној најтежок, според повеќе емина, дел, а тоа е простувањето. Не само што е тешко некому да му се прости за нанесената навреда, дело или слично, туку во делот на простувањето се забораваме ние самите. Можеби кога тогаш ќе смогнеме сили да им простиме на нашите должници, но што е со нас? Сме погрешиле во донесувањето на одредена одлука во минатото. И тоа не тишти постојано. Се осудуваме, го влечиме постојано на нашите плеќи. И знаете што? Потребно е да си простиме на самите себе. Пред тоа да се покаеме за стореното, да се помириме со себе си и да започнеме да се сакаме како нови, успешни личности кои да служуваат љубов и успех. Животот е таков, променлив,
полн со непредвидливи ситуации, а тоа ни го одзема нашиот фокус и концентрација. Еден од условите да се биде успешен е да се биде фокусиран. Што би правил еден затвореник во затвор? Сите би се согласиле дека би бил сконцентриран на тоа како и кога би излегол од затвор. Ке планира, размислува само за тоа. Така и вие. Размислувајте, планирајте. Поставете вашата цел и чекор за исполнување на истата. И секако, остварување на секој чекор еден по еден. И да, за тоа ќе биде потребно време, како и за се друго. Треба да бидеме свесни за тоа. Некои ништа не созреваат за минута време. Еве, ќе ве прашам, колку време е потребно да се создаде човечки живот? Да созре, да порасне во мајчината утроба, за тоа бебе да биде здраво. Околу 9 месеци, нели? Па така и со нашите соништа, зацртани цели. Ако сакате да сготвите нешто вкусно, ќе ви биде потребно време, нели? И брзата храна е вкусна, но знаеме дека за вкусните јадења, колачи и торти е потребно повеќе време. Бидете трпеливи. Да, бидете трпеливи. Имате ли забележано кога го бришете огледалото во бањата кога има пареа? Тоа забрзо се замаглува. Вие мислите дека не е чисто, дека не е добро избришано, но ако го оставите некое време, парејата ќе испари и огледалото е совршено чисто. Така и со нашите желби и замислени цели. Да оставиме малку време, да се одмориме, да оставиме простор за созревање на она што сме го засадиле. Се согласувате ли? Во Светото писмо пишува дека вистината ќе не ослободи. Која е вистината за вас? Се познавате ли? Кои сте? Што сакате? Како се дефинирате себе си? Ако направиме компарација на нашето битисување со едно множество во математиката, од што се состои множеството? Од какви делови? Секој од нас е едно посебно множество. Може би треба да имаме наум дека може би повеќе знаеме за другите, какви множества се тие, но што е со нас? Кои сме ние? Дали ние се споредуваме со другите па сакаме да наликуваме на нив? Има доста прашања кои треба да си ги одговориме за да направиме позитивна промена кај нас. Како практична вежба за успешно реализирање на поставените цели е да ги запишете сите нешто од минатото што ви пречат во сегашноста. Се оно што ви останало како негативни и фрлете го тој лист хартија. Никогаш повеќе не се навраќајте на проживување на нештата од минатото. Едноставно завршило. За крај на ова издание издојувам дел од Псалм 37 и 91 од Светото писмо како мотивација за нашата позитивна промена да биде во синхроницитет со нашата природа, од нашиот почеток, од местото каде што потекнуваме. А тоа го носиме постојано со нас, а тоа е Господ Бог во нас. Сета твоја радост нека биде во Господа. Тој ќе ги исполни желбите на твоето срце. Предај му ги на Господа своите патишта. Надевај се на него и тој ќе води се. Твојата правда ќе блесне како светлина и твојот суд како пладне. Зашто Господ е твое засолниште, кој избра Севишниот за своја закрила. Нема да те најде несреќата, а неволјата нема да се приближи до твојот шатор. Зашто им заповеда на своите ангели да те носат на раце, за да не се сопнеш на камен. Секој добро, драги мои. Поздрав до вас. Елиезер